Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска денеска во Штип ја отвори етнолошката поставка во Заводот за заштита на споменици и музеј на град Штип. Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Штип се збогатува со 250 грижливо собирани експонати кои без малку 4 децении се чуваа во депото во спомен куќата на штипското семејство Арсови. Почитувани присутни, несомнено дека изложените предмети на оваа навистина богата збирка која денес ја презентираме ја покажува долгата етнолошка традиција во нашата земја. Во музејот, значи, овие предмети што ги гледате се собирани многу одамна, во периодот од 50-тите до 60-тите, па до некаде и до 70-тите години, значи најголемиот број од предметите се собрани тогаш. Исто така сакам да кажам дека сепак во градот Штип имало етнолошка поставка од мојот поранешен колега Димитар Мустракински. Меѓутоа, со оглед на околностите кои што се случувале, поставката била растурена и еве дури сега по долги години, по скоро 30 години, се отвора нова етнолошка поставка. Министерката за култура вели дека со отварањето на етнолошката поставка музеот на град Штип почнува една сериозна постапка за конзервирање и зачувување на културното наследство. Во оваа поставка може да се видат носиите од Штипскиот, Радовишкиот и Кумановскиот регион, но и накит и предмети кои се користени во 19 век, а грижливо зачувани од нивните сопственици. Министерката за култура најави дека наскоро ќе биде завршена и историската поставка во куќата на Арсови, во која ќе се презентираат 1000 значајни документи, фотографии и значајни експонати. А по цели 5 децении археолошкиот локалитет Баргала ќе добие електрификација, со што градот ќе се здобие со значаен културен ресурс во насока на јакнење на заштитата на културното наследство. Министерката за култура Канчевска-Милевска вели дека до крајот на годината и ќе заврши заштитата и конзервацијата на еврејските гробишта.